Чест и задоволство ми е на овој убав ден, овој убав христијански празник да бидам ваше друштво. Ке го започнам овој издание на Квадрат со една честитка, со желби за многу здравје, за многу љубов, за многу среќа кај сите и многу мир во вашите домови. Христос воскресна, навистина воскресна. Ајде да започнеме со нешто убаво, со еден убав квадрат, а на кои теми ви откривам во продолжение. Во новиот Квадрат зборуваме за уредувачките стилови, ви откриваме дел од нив и ве инспирираме. Останете тука, по регламите почнува новиот Квадрат. Ке започнеме со еден убав стил, еден убав трендовски стил кој внесува хармонија и мир во вашиот дом, што е всушност и поентата на уредувањето на секој простор. Зборуваме за англискиот кантри или рурален стил, а како изгледа тој и како вие да го внесете во вашиот дом, ви откриваме во прилогот кој следува во продолжение. Постојат домови кои на прв поглед изгледаат искрено и топло. Некако простор подготвен за фотографирање, туку како место каде што навистина живеете. Книги кои не се совршено распоредени, дрво кое ја носи патината на времето. Ткаенини кои се во секојдневна употреба и цвеќиња кои не се таму само како декор, туку како дел од рутината. Токму ова е атмосферата што ја носи англискиот рурален стил. Некако минлив тренд, туку како начин на размислување за просторот кој се развива заедно со вас. Во свет доминиран од стерилни интериери и совршено стилизирани изложбени салони, ова естетика се чувствува како враќање кон суштината. Дом кој е топол, личен и ненаметливо елегантен. Во срцето на оваа естетика се ткаенините кои додаваат слоевитост и мекост на просторот. Цветните мотиви, класичните дизајни, природниот памук и лен создаваат визуелен ритам кој не се стреми кон совршенство, туку кон природна хармонија. Завеси кои нежно паѓаат, перници со различни дизајни и тапацир кој како да има своја историја. Сето ова заедно гради атмосфера која повикува на релаксација. Она што го прави овој стил посебен е слободата во комбинацијата. Цветните дизајни со пруги и карови не изгледаат хаотично, туку софистицирано, бидејќи создаваат длабочина и визуелен интерес. Доволно е да се започне со мали промени. Две нови перници или класични завеси можат да го трансформираат целиот простор. Мебелот во интериерот на англискиот рурален стил не се стреми кон униформираност или совршено вклопување, туку кон автентичност. Дрвените полици за книги, масите со знаци на употреба, фотелите со елегантни, малку закривени линии, изгледаат како внимателно собрани низ годините, а не купени за еден ден. Токму во оваа несовршена комбинација од старо и ново лежи шармот на овој стил. Винтидж парче може да стои покрај современото, додека рустичниот детаљ внесува топлина и модерна атмосфера. Природните материјали, особено дрвото со видлива патина, се клучни за создавање на автентичен изглед. Она што веќе го имате во вашиот дом, често може да стане централен дел од просторот. Само треба да погледнете од поинаква перспектива. Во овој стил малите нешта се тие што ја прават неголемата разлика. Декорацијата не е наметлива, туку е внимателно осмислена и функционална. Плетените корпи, керамичките сакси, книгите, растенијата и уметничките детали создаваат природна, лесна атмосфера. Секој предмет има своја намена, но и естетска вредност. Кошница за кебиња покрај софата, дрвен послужавник на масата или ламба со текстилен абажур го прават просторот жив и топол. Кујната исто така може да ја следи оваа филозофија. Отворени полици, стаклени тегли и дрвени површини создаваат чувство на спонтанност и секојдневен живот, што тече без напор. Најголемата вредност на англискиот рустикален стил лежи во неговата ненаметлива елеганција. Не се обидува да импресионира, туку да обезбеди чувство на припадност и удобност. Домот не мора да биде совршен за да биде убав. Доволно е да го одразува вашиот живот. Агол за читање, маса околу која се собираат драги луѓе и софа што ги носи трагите од секојдневниот живот. Стануваат символи на вистинска естетика. Бидејќи вистинскиот луксус денес не значи совршенство, туку автентичност. А домот што расте и се менува со вас, секогаш ќе има поголема вредност од кој било тренд што трае само една сезона.
А се повеќе трендовите и се стремат кон ова, кон внесување на собствена личност во просторот во кој живееме, и тоа е всушност поентата да внесеме многу хармонија, спокој во секој агол од нашиот дом. И уште еден стил го промовира токму ова, за кој станува збор во продолжение ви откриваме во прилогот кој го гледате токму сега. Уживете! Бохо-стилот на уредување на домот е вид на внатрешен дизајн кој се заснова на разиграни бои, текстури и дезени. За разлика од минималистичкиот скандинавски или модерен дизајн, бохо-стилот го опфаќа максимализмот и поттикнува индивидуално изразување преку декорација, преку мултикултурен текстил, уметнички дела и необични предмети. Боемскиот внатрешен дизајн комбинира и меша идеи за декорација од целиот свет. Клучот е да се пристапи кон уредувањето на домот со слободен дух, што го направи бохо-стилот еден од најпопуларните трендови во дизајнот на интериер на крајот на 20-тиот и почетокот на 21-виот век. Терминот боем доаѓа од францускиот збор, кој се користи за опишување номади, аутсайдери или авантуристи. Тој првично бил пејоративен термин кој се користел на почетокот на 19-тиот век за да се опише ромското население во Париз, за кое французите верувале дека е од Бохемија, историскиот регион во денешна Бохемија. Сепак, терминот еволуираше од тогаш, а денес означува слободоумни, неконвенционални и еклектични квалитети, кои се пренесени и во дизајнот на интериер. Бохо-стилот на уредување на домот, еве кои се клучни карактеристики. За почеток, еклектична палета на бои. Не постои стандардна бохо палета на бои, но изборот на различни длабоки тонови на скапоцен камен, светли нијанси, земјени бои или мешавина од сите три сорти може да донесе бохо амбиент во секој животен простор. За бохо-шик естетика, белите ѕидови ќе обезбедат празно платно, на кое ќе бидат прикажани примери на макраме или слично рачно изработени украсни предмети. Мешање текстури и модели. Бохо-стилот ви овозможува да внесете лен, свила, рафија, кадифе во домот, често сите во ист простор. Бохо-дизајнот исто така поттикнува комбинирање на модели кои би се сметале дека не се совпаѓаат со другите стилови на внатрешен дизајн. Значи, на вас е да играте и да го комбинирате некомплетното, суштината е да му дадете личен шмек на просторот. А додајте и винтидж мебел и декор. Вистински бохо богатства се кријат на пазарите. Кога стилизирате бохо интериери, вклучете винтидж предмети кои ќе служат како фокусни точки. Уникатни скулптури, слики, керамика и килими може да се користат за да се раскаже приказна која е единствена за вашиот дом. И секако удобен мебел. Бохо мебелот е обично ниско до земја, изработен од природни материјали и покриен со кадифени перници и фрлања. Парчиња мебел со различни висини и бои прават просторот да изгледа лежерно и многу пријатно. Аголни софи, столчиња од ратан, масички за кафе од средината на векот и мрзливи чанти со некои од најпопуларните парчиња бохо мебел. Свеќи, фенери и столни лампи обезбедуваат топло амбиентално осветлување поврзано со боемски стил. Бохо декор може да биде и светол лустер за трпезарија или модерно вдлабнато светло, но треба да биде во рамнотежа со топлиот природен декор во собата. И што повеќе зеленило. Сукулентите и другите растенија во затворен простор ќе го направат вашиот животен простор свеж и жив. Секогаш е добро да имате што повеќе зеленило за бохо-стилот на декорација, бидејќи тоа е поврзано со нешто екзотично и далечно. Инвестирајте во неколку големи растенија кои ќе станат централен декор во просториите на вашиот дом. Освен што изгледаат неверојатно, тие исто така го чистат воздухот и абсорбираат токсини. Не заборавајте и на теписите. Теписите се задолжителен детаљ на бохо интериерите. Тие обезбедуваат мек, пријатен изглед на секоја просторија, а исто така се практични бидејќи ќе ве стоплат додека седите и се релаксирате. Најпопуларен извор се персиските теписи кои имаат впечатливи бои и дезени, кои веднаш ќе ја променат атмосферата во собата. Друга варијанта се геометриските теписи со малку помодерен бохо изглед во домот. Тафтуваните сорти на теписи и прекривки ќе донесат игра на текстури типични за бохо естетиката во вашиот дом. И прикажете ги суфенирите од патувањата. Ако некој стил на внатрешен дизајн раскажува приказна, тоа е дефинитивно бохо дизајнот. Одразувајќи го номадскиот начин на живот,
Бохо просторот мора да има колекција на ситници од вашите различни патувања и авантури. Декоративните предмети во бохо стилот често имаат приказна за тоа од каде дошле. Уметност, книги, скулптури, перници, светилки. Сите предмети треба да функционираат во создавање на чувство на привлечност, удобност во бохо просторот. Плюс, тие се одлични почетници за тема на разговор. А она што вас најчесто ви треба и она што всушност го очекувате од нас е многу инспирација. Затоа ја имаме за вас во последните минути од ова денешно велигденско дружење. Секоја година, колку се приближуваат летните одмори, но и кога истите изминуваат, луѓето се повеќе размислуваат и се инспирираат од уредувањето на куќите покрај море. Бидејќи летните куќи се наш привремен престој, тие честопати се помали по големина и скромно опремени од становите во кои живееме целата година. Бидејќи помалите квадратни површини бараат поголема фантазија во изнаоѓањето на идеално решение, што ги исполнува функционалните и естетските критериуми, ние ќе ви дадеме неколку интересни предлози за тоа како да ја претворите вашата куќа на плажа во простор каде ќе бидете среќни да останете во текот на вашиот омилен дел од годината, резервиран за одмор и релаксација. Огнениот остров е остров на Атлантскиот океан, крај јужниот брег на Лонг Ајланд во Њу Јорк. Ова е место каде што се сместени многу луксузни и модерни куќи покрај плажа, најпогодни за одмор, релаксација и луда забава на вода. Токму една од тие прекрасни куќи е модерната куќа Арамка, која се наоѓа на Огнениот остров. Куќата е сместена на самата плажа, но и покрај широкиот океан, таа сепак во своето обкружување има и базен. Изработена е од дабово дрво со посебна преработка. Огромните прозорци внесуваат светлина која дава дополнителна пријатна атмосфера во овој простор. Неутралната светла палета отвара безброј можности за комбинирање со други потопли бои. Првиот кат од оваа убава куќа всушност е и најголемата просторија во оваа куќа. Тука се сместени собата за дневен престој, трпезаријата и кујната. Има голема софа во нежна беж боја, округла трпезариска маса во кафена боја која одлично се вклопува и разбива монотонија на светли бои. Пастелни беж и тонови за релаксација, светла неутрална палета на бои и на зидовите и на мебелот, како и на подните облоги кои преовладуваат во оваа убава и модерна куќа покрај плажа. Природна боја на дрво, бела, боја на песок и огромни прозорци, од кои безпрекорно навлегува сончева светлина. Елементите во кујната се во светла, беж и бела боја, освен неколку детали кои се во црна боја. Кујната од трпезаријата е оддалечена со интересен модерен шанк, изработен од мермер и со неколку шанк столици, кои ќе ја направат сликата поразиграна во овој простор кој се во темна боја. Погледот од трпезаријата пак е неверојатен и не постои некој кој би останал рамнодушен на оваа гледка кон прекрасниот и простран океан. Куќата е со внатрешни скали нормално и помеѓу секој кат има простор каде што се сместени удобна столица за одмор и мала кафе масичка. Вториот кат е посебно одбран со причина бидејќи на него е сместена спалната соба. А тоа е така поради тоа што од оваа соба се гледа целата плажа и убавиот океан. Погледот од спалната соба е навистина најубавото нешто кое може да го пружи оваа модерна куќа. Во спалната соба преовладува бела боја и дрвени елементи со неколку модерни и софистицирани детали. Бањата која се наоѓа во склоп со спалната соба е голема и навистина секоја чест на архитектите за незиниот изглед. Голема туш кабина во беж боја, многу светлина и прекрасен поглед од помалата тераса, на која се излегува преку оваа убава и модерна бања. Има уште една, но поголема тераса.
која излегува од спалната соба, а на неа се сместени скали кои водат до третиот и последен кат од оваа убава куќа на плажа. На третиот кат се наоѓа помошна гостинска соба во нежни и светли бои, исто така со интересни дрвени елементи и модерни детали. Секој метар квадратен од оваа куќа е интересно и практично искористен. Има вградени плакари и скриени фиоки за складирање на предмети. Воопшто не се претерало со детали, украси или пак фотографии. Само се избрани детали во модерен стил карактеристични за регионот или пак за гостинот. Од трпезаријата се излегува во дворот каде што се наоѓа прекрасен и убаво дизајниран базен. Има дрвена масичка со столици за одмор и неверојатен поглед во беспрекорно сините води од океанот. Едноставно имате чувство како да го имате големиот океан на дланка. Кога уредувате ваква куќа, најдобро е да изберете лесна, неутрална боја. И сигурно нема да тргнете наопаку со комбинацијата на бела, сива, бела и зеленикава, со беж и слични тонови. Што најмногу посакувате за одмор? Релаксација, удобност, мир на умот, убавина, забава. Ваквата куќа е токму она што го сакаме во вистинска смисла на зборот. Спектакуларно ова чувство го зајакнува вашиот дух и ве прави да се чувствувате среќни. Кој тогаш не би сакал да живее на еден рид, карпа или пак висока обала. Уште едно вакво, необично и интересно место е куќата наречена Алинги. Оваа модерна куќа се наоѓа во градот Роки Поинт, кој е само 3 милји оддалечен од популарната туристичка дестинација Квинсленд во Австралија. Задача на дизајнерите било да создадат простор за одмор, за опуштање, но и уживање во природата. Сите соби се насочени кон океанот, што ви гарантира прекрасни гледки на Пацификот. Овој екошик имот располага со огромна дневна соба, уредена во тренд и модерен стил. Куќата се состои од два елементи – главна куќа и павилјон, со спална соба сместена околу централната платформа. Голема камена тераса, која се простира над океанот и нуди директен поглед на плажата. Ексклузивниот поглед од терасата само додава на удобноста на куќата, која се одликува убаво со своите карактеристики. Пространа соба за дневен престој, обкружена со големи стаклени врати, од кои се шири и многу светлина. Удобни софи за седење во нежна беж боја, со кафени дрвени, кафе масички и голем стаклен камин. Во куќата нема премногу елементи и воопшто не е пренатрупана со мебел. Самата изработка од спојна дрво, метал и мермер и дава потребна софистицираност, но и удобност и комфорт. Куќата има луксузна кујна изработена од посебни мермерни плочи и дабово дрво. Голем остров во кујната налик на шанк и голема трпезариска маса во кафена боја со интересни столици. Од собата за дневен престој се излегува на терасата која нуди прекрасен поглед кон синиот океан. На терасата се сместени големи кревети за релаксирање во сива боја. Ова чудо од куќа, како што го нарекуваат, има 4 спални соби со огромни кревети, елементи од дрво како кафе масичка во класичен стил, и секоја од нив има своја бања. Бањите се во кафена и беж боја, со дополнителни стаклени елементи кои одлично се вклопиле во целиот простор. Бела боја со дрвени елементи преовладува во секоја просторија. Покрај тоа, за поголемите семејства кои сакаат малку повеќе луксус и приватност, постои самостоен павилјон кој е одвоен од главниот со зачудувачка траветинска тераса. Овој луксузен павилјон содржи сопствена спална соба со приложена бања и туш кабина од кој се шири прекрасен поглед кон плажата. Огромната тераса од овој павилјон е местото кое го нуди најубавиот поглед од било која можна куќа ширум светот. И не само тоа. Во доцните ноќни часови можете да седите на оваа тераса и да уживате во прекрасниот звук на брановите од океанот, под големото ѕвездено небо. Куќата навистина е прекрасна и се чини дека на светот нема поубаво место. Со својата позиција кон плажата и океанот, тешко е да се замисли подобар план за бегство. Алинги е идеална куќа за семејства кои бараат сонце,
релаксирачки одмори со пријателите или пак парови кои предпочитаат повеќе простор за движење. Иако е предизвик за дизајнерските и градежните тимови, куќата е зачудувачко ремек дело, кое нуди непречен поглед од зема здив, како и е високо ефикасна, мултифункционална употреба. Секако посебна магија имаат и самиот поглед кон океаните, морињата, водите. Не е ни чудо што токму вакви куќи одбираат и познатите личности. Неколку нивни гледате во продолжение, една кратка, инспиративна приказна. Секна сум ако заедно го испивме првото великденско кафе, а сега ве оставам да уживате во се она што го носи денот, а уредувањето на вашиот простор ќе го оставиме за деновите кои следуваат од утре. Денес уживајте во празникот. Поздрав од мене, се гледаме наредната недела.